Почитувани, со особено задоволство сакам да ве известам дека излезе од печат мојата најнова новела Зазидана во барокот. Во ова видео ќе имате ексклузивна можност да чуете како започнува истата. Се разбира, во текот на видеото ќе имате можности да ја видите како илустрација корицата која што ќе биде објавена во видеоделот. Во оваа прилика, најавувајќи ја книгата, сакам да го исчитам она што го има на задната корица и потоа ќе следува и дополнителниот материјал. Еве како тоа е најавено на задната корица. Кога телото на моќен политичар ќе биде пронајдено запалено на мостот на уметноста, суспендираниот инспектор Виктор Николов е вратен на должност за да го реши случајот тивко и без многу врева. Но она што започнува како политичко убиство, набрзо се претвора во морничава пресметка со минатото. Убиецот не остава само тела, тој остава пораки од златните куполи на црквите до подземните тунели на офицерскиот дом. Еден човек ја користи архитектурата на Скопје 2014 како сценографија за својата одмазда. Додека градот гори, Виктор и младата аналитичарка Јана откриваат мрачна тајна закопана во темелите на транзицијата. Приказна за украдена фабрика, заборавени деца и една мајка што никогаш не се вратила дома. Во град каде што се е лажно, само огнот е вистински. Вака завршува задната корица и е од моја страна најава за тоа што можете да го прочитате доколку ја купите оваа новела. Во продолжение ќе чуете генерирано од автентичниот текст првата страница од новелата. Скопје не спиеше, Скопје се гушеше. Беше една од оние лепливи јулски ноќи кога асфалтот ја враќаше топлината собрана во текот на денот, претворајќи ја котлината во експрес лонец. Воздухот имаше вкус на изгорени кочници, прашина и ефтин дезодоранс, зачинет со тешкиот мирис на застоена вода од Вардар. Човек стоеше на работ над зидините на калето. Неговите дланки, груби и испукани, го допираа ладниот, нерамномерен камен на тврдината. Ова беше вистински камен. Ова беше историја. Ова беше единственото нешто што се уште имаше тежина во овој град. Под ноктите имаше темна нечистотија, стара и тврдокорна, каква што не се мие со сапун. Мирисот на машинско масло одамна му се беше вовлекол во кожата и излегуваше на површина секогаш кога ќе се испотеше. Под него, во бездната на центарот, светеше Дизниленд. Тој погледна надолу со презир што му го стегна грлото како јаже за бесење. Од оваа висина, Скопје 2014 изгледаше како макета направена од дете што претерало со белата боја и златните светки. Новата зграда на вадата блескаше како свадбена торта оставена на дожд. Театарот, музеот на ВМРО, уставниот суд, сите наредени покрај кејот на Вардар како бели заби во скапана вилица. Лага, шепна тој. Зборот го однесе неповратно ветрот што се мачеше да земе замав од водно, но горчината остана на неговиот јазик. Не беше прв пат да го изговори тој збор тука. Понекогаш доаѓаше само за да го каже, тивко, како молитва што не очекува одговор. Се долу беше лага. Тој знаеше што има по тие барокни фасади. Знаеше дека за тие антички столбови се кријат ефтин стиропор, метални конструкции и брза матна градба. Исто како што зад скапите костуми на луѓето што ги нарачаа,
се криеја истите оние директори што во 90-тите ги затворија катанците на фабриките и ги оставија работниците на улица. Неговите родители беа таму долу, некаде во темината на минатото. Татко му, Стојан, кој се враќаше од металец со наведната глава и раце што мирисаа на машинско масло, се додека еден ден не се врати воопшто. Мајка му, Вера, која отиде да моли за правда и исчезна како чад. Во внатрешниот джеп на јакната носеше свиткана, пожолтена фотографија. Не ја вадеше никогаш. Доволно беше да ја почувствува со прстите. Хартијата беше танка и строшена, но тврдоглава. Како сеќавањето. Се надевам дека откако го слушнавте воведот, односно првата страница, како тоа започнува оваа новела, го зголемив интересот кај вас да ја побарате задзидана во барокот. Можете да ме контактирате на социјалните мрежи, можете на Facebook, имате начин како да ми пишете порака за да ја нарачате. Јас ви гарантирам дека еднашка кога ќе ја земете во рака, нема да можете да ја пуштите од рака додека не ја завршите цела.